Компанијата Energy Delivery Solutions од Скопје излезе со писмена реакција во врска со долгот за електрична енергија што го има комуналното предпријатие Водовод од Кочани. При тоа се потврдува дека заеднички се бараат начини да се наплатат побарувањата, а на комуналното предпријатие му е понудена можност за одложено плаќање. Во писмената реакција од ЕДС нагласуваат дека не е одбиен договор за исплаќање на заостанатиот долг на рати. Нашата компанија демонстрираше флексибилност и висок степен на разбирање за состојбата и достави предлог договор за исплата на заостанатиот долг токму на рати и со релативно низок износ на месечен ануитет со цел да се излезе во пресрет на клиентот. Како и секогаш, и во овој случај, ние работиме со нашите клиенти да најдеме заеднички решенија, кои нема да ги оптоварат во овие услови на криза, но истовремено ќе обезбедат редовно подмирување на долгот за електрична енергија, а со тоа нема да се загрози испораката на електрична енергија и кон останатите наши клиенти во балансната група, која што пак ЕДС ја плаќа авансно. Потврда за оваа наша посветеност да се продолжи соработката говорат и договорите за исплата на долгот на рати постигнати со други предпријатија. При тоа, од ЕДС велат дека чувствуваат должност уште еднаш да го повторат апелот, особено до јавните предпријатија и општините, дека имајќи ги предвид актуелните состојби во енергетскиот сектор, од клучно значење е редовното и навремено подмирување на сметките за електрична енергија. При тоа се бара разумно и одговорно планирање на буџетите за потрошувачка на електрична енергија од страна на надлежните сектори и рационално користење на струјата. Со оглед што од компанијата Energy Delivery Solutions тврдат дека понудиле можност Водовод да го плати долгот за струја на рати, сега на потек е раководството на комуналното предпријатие. Територијалната противпожарна единица од Кочани спроведе тактичко показна вежба во која учествуваа учениците и вработените во средното општинско училиште Гошо Викентиев. При тоа се реализираше евакуација од училишната зграда и им се даваше помош на повредени лица. Станува збор за редовна активност во рамки на законските обврски што ги имаат двете институции. Тие се однесуваат на интервенција при пожар во затворен објект, како и за подигање на заштитата и безбедноста на луѓето и имотот. Вежбата беше оценета како успешна. Сите вклучени страни во неа соработуваа одлично, со што за краток временски период училиштето беше евакуирано. Во вежбата учествуваа и волонтери од Општинскиот Црвен крст од Кочани. Заедно со нашата младинска организација Авангарда учествува и Црвениот крст Кочани, Дирекција за заштита спасување и Центар за управување за кризи. Целта на оваа акција беше да се покаже како во случај на пожар како учениците и вработените треба да се евакуират. Заедно со ТПП Кочани организиравме показна вежба евакуација на училиштето во случај на пожар кој што успешно мина. Од територијалната противпожарна единица од Кочани оценија дека тактичко показната вежба беше одлично организирана и спроведена. При тоа беа ангажирани неколку противпожарни одделенија со возила и потребна опрема за интервенција. По барање на директорот на ЕМОЦ Гошо Викентиев организиравме тактично показна вежба во која учествуваа 13 пожарникари со 3 возила. Имаше во вежбата се состои од повредени лица и настанат пожар во горните простори на училиштето. Успешно беа евакуирани учениците и изгаснат пожарот. Апостолов додаде дека обврска на територијалната противпожарна единица, но и на училиштата е редовно да спроведуваат тактичко показни вежби за спасување во услови на пожар, но и на други стихии. Поради тоа во наредниот период ќе се организираат слични активности и во останатите училишта во општината и регионот. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани почна распределбата на картичките за зелена нафта. Евидентирани се над 2000 земјоделски стопанства во општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Земјоделците можат лично да ги подигнат картичките во просториите на службата. При тоа неопходно е да приложат документ за идентификација. Вкупно на број се пристигнати 2021 картичка со вкупен износ на средства од 6.664.430
денари. Сакаме да известиме дека земјоделците можат картичките да си ги подигнат секој работен ден во потрачната единица од 8 часот до 15:30 часот. Износот на средства на картичките за дизел гориво се направени врз основа на електронските барања кои што земјоделците ги имаат поднесено по програмата за 2021 година до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Дизел горивото земјоделците можат да го подигнат од било која бензинска пумпа на Макпетрол и крајниот рок за искористување на средствата кои што се наоѓаат на картичките за дизел гориво е до 30.4.2023 година. Ова го напомнуваме бидејќи во минатото имаше случаи кога земјоделците искористуваат делимично дел од средствата, не знаејќи дека 34 е последниот и крајен рок. После тој рок картичките ќе бидат блокирани, значи сите оние што нема да ги искористат после овој датум нема да можат да подигнат гориво, дизел гориво. За да можат да ја добијат финансиската поддршка за дизел гориво, земјоделците треба да ги имаат платено обврските за воден надоместок. При тоа сите земјоделци кои ги подмирили давачките до 25 јули годинава се влезени во првата група за распределба и картичките им се издаваат веднаш. Земјоделците пак кои ги платиле обврските кон водостопанство после овој рок ќе се најдат во втората група и ќе ги добијат картичките подоцна. По повод одбележувањето на месецот на книгата, Општинската библиотека Искра од Кочани распиша награден литературен конкурс за најдобар расказ на тема Нејзиното височество книгата. Целта на конкурсот, наменет за учениците од основните и од средните училишта во општината, е да се поттикне љубовта кон читањето книги, размислувањата и видувањата на прочитаното, но и да се зајакне писмениот израз кај младата генерација. Конкурсот е конципиран така што ќе ги вклучува и учениците и наставниците по предметот македонски јазик и литература, како и самите училишта, истакнуваат од библиотеката Искра. Право на учество на конкурсот имаат учениците од 6 до 9 одделение во основните и учениците од 1 до 4 година во средните училишта. Авторите можат да конкурираат анонимно со шифри на своите творби, а конкурсот трае до 31 октомври. Најдобрите раскази ќе бидат рангирани со прво, второ и трето место во две категории – основно и средно образование. На најдобрите автори кои ќе освојат први места ќе им бидат доделени парични награди. Прогласувањето на наградените на литературниот конкурс ќе се одржи на 7 ноември, а учениците кои освоиле прво место ќе можат да ги представат своите творби на свеченото отворање на 16-тиот саем на книги во Кочани, што исто така ќе се организира по повод месецот на книгата. Општинскиот Црвен крст од Кочани вообичаено во последниот четврток од месецот ја организираше редовната акција за крводарување. На октомвриската акција, одзивот на хуманите граѓани беше солиден и нешто подобар во споредба со минатиот месец. Собрани се вкупно 35 единици со крв. При тоа имаше 10 крводарители на возраст до 30 години, како и 4 лица кои за првпат даруваа крв. Во просторите на Црвен крст Кочани во тек е редовна крводарска акција, која се реализира заедно со Институтот за трансфузионална медицина од Скопје. Акцијата е, како што кажавме, редовна, планирана за месец октомври, се реализира секој последен четврток во месецот. До сега се дарувани 21 единица, така што очекуваме дека акцијата ќе заврши успешно и дека ќе има голем број на крводарители кои ќе даруваат денеска. Акцијата за крводарување беше 17-та поред што годинава ја спроведува Општинската организација на Црвен крст. Од тоа 9 акции се одржаа во низините простории, при што 10 акции се одржаа во низините простории. Од таму упатија благодарност до крводарителите кои даруваа крв и помогнаа во успешното реализирање на планот за крводарување за тековната година.